Дали сега знаеме што значи денот на реформацијата? Да или не? Да. Така е. Значи, ние зборуваме за реформацијата кој што сме повикани да бидеме реформатори, така ли е? Кој од нас е реформатор? Така е, сите ние кои што веруваме во нашиот Господ и Спасител Исуса Христа. Амин. Слушнавме за Мартин Лутер, кој што беше инструмент за Бога преку него да направи реформација во црквата и навистина се случи реформирање не само во црквата, него се случи реформирање во верувањето кое што дотогаш го има луѓето, но секако тоа овозможи и реформација и во општеството, односно и преобразба на општествата. Заради паднатата грешна природа кај човекот, самиот човек знаете дека кога не го послуша Господ, отпадна од Бога и заради таа грешна природа човекот е склон да робува, да биде роб, да биде подчинет. И најголемото подчинување кое што човекот го искусува во своето земско постоење е што? Е гревот. Гревот кој што живее во него, кој што живее во неговата природа, а знаете дека ѓаволот е авторот на гревот. И на тој начин ѓаволот преку гревот ги поробува луѓето и тие луѓе не можат да искусат што значи во целост слобода. Дали се разбираме? И затоа сите ние бевме робови на гревот, бевме робови на телесното, додека не дојде Исус да не избави од сето тоа робство. Така да Бог овозможи луѓето да осознаат што е праведност, осознавајќи што колку се грешни и како тоа го осозна преку објавувањето на Божиот закон кој што беше објавен преку Мојсеја. Така ли е? Но луѓето излегоа израелците од робството на фараонот и што се случи потоа? Излегоа и се соочија со својата природа, својата гревовна природа. Со Словото Божјо преку законот Господов, луѓето осознаа дека со добри дела не можат да се спасат, да се оправдаат пред Бога, ниту можат да ги исполнат Божите совршени критериуми за праведност и светост. Така да законот кој што беше даден од Господа преку Мојсеј, овозможи луѓето да осознаат за гревот и за последиците од истиот тој грев. Но, треба да знаете дека тој Мојсеев закон никого од луѓето не го ослободи. Никого од луѓето не оправда. Никого од луѓето не го спаси. Никого, напротив, законот што направи? Пороби и објави дека сите сгрешија и отпаднаа од Божјата слава и дека сите се осудени заради нарушувањето на законот кое што значеше проклетство и бреме. Кој ќе каже амин? Амин. Што е пораката за ова време и за денешниот ден? Апостолот Павле пишува во писмото до Римјаните 6 глава, ќе читамо 14 стих, вели: гревот нема да господари над вас, зашто вие не сте под законот, туку под благодата. Како тоа? Значи гревот е подбуцнуван од законот. И заради тој грев кој што постојано се подбуцнува и се на некој начин се воспалува во нас, кога ти вели не кради, ти баш тогаш сакаш да крадеш. Кога ти вели не посакувај туѓо, баш окото ти посакува туѓо. Кога ти вели не лажи, ти лажеш. Лажеш со диплома. Тогаш што се случува? Точно тоа што законот ни вели не го прави, од внатре се бунтува телесната природа и точно тоа што не сакаш, тоа го правиш. Но Словото вели гревот нема да господари над вас, зашто вие не сте под законот, туку под благодата. Што значи благодат? Божја милост која што не ја заслужуваме, така ли? Што вели Словото друго? Па што вели? Да грешиме ли бидејќи не сме под законот, туку под благодата? Тоа никако. Дали знаете дека ако му се предавате некому како робови за послушност, робови сте му на оној кому му се покорувате, или на гревот кој води во смрт, или на послушноста која води кон праведност. Но благодарејќи му на Бога, вие иако бевте робови на гревот, од се срце се покоривте на оној образец на поука на која и се предадовте.
И така вели, ослободувајќи се од гревот, вие станавте робови на праведноста. Ви зборувам како човек поради слабоста на вашата човечка природа. Како што ги препуштивте органите на вашето тело во телесна служба на нечистотата и беззаконието за беззаконие, така и сега оставете ги деловите од вашето тело да и робуваат на праведноста која води во светост. Амин. Така да ние денеска што искусуваме? Искусуваме радост, искусуваме Божја милост врз нас, бидејќи како што слушнавме и од пасторот Ќамил, преку Мојсей беше даден законот, но благодата и вистината настапија на сцена со доаѓањето на Исуса Христа. Амин. Токму таа вистина, за тоа колку Бог нас не возлюби, жртвувајќи го својот син за нас, токму таа вистина нас не ослободува од робството на гревот, од робството на законот, обвинувањето од сатаната исто така и од робството кон телото. Така да Исус е таа вистина што не ослободува од сите овие робства и подчиненија со кои што ние живеевме кога не го познававме Исус. Амин. Сега сакам да се свртите лево и десно еден кон друг, да се погледнете во очи, да се поздравите со Божји благослов, брате или сестро. Така е. Сега кога се поздравивте еден со друг, како гледате еден на друг, како гледате? Видете, ние денес, иако сме во тело, како костим кој што го носиме, ние не сме нашето месо. Океј? Ние не се идентификуваме според нашето месо, според нашите дела, според нашите искуства кои што сме ги поминале во животот. Ние се идентификуваме според делото на Христос кое што извршено на крстот на Голгота, преку самиот Исус, кој што умре за нас, наместо нас, потоа беше погребан и на третиот ден воскресна, така и по милоста на Бога што се случи? Не оправда и не посини. Кој е овдека Божја ќерка или Божји син? Нека крене рака. Така е. Токму заради тоа вие веќе не се идентификувате како што спомнав по нешто друго, туку вие се идентификувате како Божји деца, новородени христијани, кои што веќе имаат жива релација со Бога заради Христос. И чудесна е таа Божја благодат, која што ни овозможи да го живееме сето ова како новородени и запечатени со Светиот Дух за денот на избавувањето, ама да живееме како амбасадори на Христос или негови представници кои што имаат конкретна задача и цел на своето постоење од Господа. Така ли е? За да живееме во полна сила на она што Христос за нас го овозможи како наследство, би рекол, треба да искусиме реформација. Реформација, знаете ли на што, бидејќи го знаете веќе зборот реформацијо? Реформација на нашиот систем на верување. Ке повторам, да го промениме стариот начин на верување, да го обновиме според Светото Писмо. Зошто е тоа важно? Бидејќи некогаш кога се трудиме многу да му угодиме на Господа, кога сакаме да бидеме побожни, да изгледаме побожни кон светот, да се изразуваме побожно на социјалните мрежи, не сме свесни дека практикуваме религија. Некои од вас дури кога сакаат да сведочат за Исус, како Исус ги спасил, започнувате со вовед на неколку стихови, па откако ќе го покажете религиозниот образец со кој што ќе го подкрепите вашето сведоштво, дури тогаш сведочите за Господа. Како не баре сакате да се оправдате или да докажете дека тоа што ќе го кажете од Светото Писмо вистинско, ама со таквата шема, би рекол, вие практикувате, знаете ли што? Робство на религија, така е, а не слобода која што ја наоѓаме преку Светиот Дух и во благодата на Господа. Значи, ако вие тоа го практикувате и постојано Господ вака, Господ така, видете, ние
Не можеме постојано Господ вака, Господ така. Бидејќи нашето сведочење не секогаш се состои во зборови, туку се состои и со нашето однесување, се манифестира со нашето изразување. Така да ние сме на отворена Библија, некогаш сликата е 1000 зборови. Така да една ваша појава, едно ваше однесување во дадена средина говори многу повеќе за тоа дали вие го познавате Христос, отколку вашите вербални, звучни говорења кои што можат да бидат полни со библиски цитати и да сте силни на јазик како оратори. Така е. Зошто јас ви го зборувам ова како пастор кој што стои пред вас? Бидејќи оној дел од вас кој што не е исполнет со Христос се бори. Се бори за правда, не осознавајќи во битието внатре во себе дека не треба веќе да се залагаш за себе си. Зашто кога ти се залагаш за себе си, не дозволуваш Исус да се застапи за тебе. Кога ти се браниш, се докажуваш, се правдаш, ти ли си Исус на престолот на твојот живот? Не треба да е така. Но кога ти ќе се повлечеш и ќе дозволиш Исус да се застапи за тебе, тогаш се променува и во твојот пристап, и во твоето сведочење, и во твојот начин на живење. Наместо ти да контролираш, Бог ги движи работите во твојот живот. Така да секогаш кога се докажуваме, правдаме и ги додаваме нешто кое што Светиот Дух го работи во нашиот живот и во нашата служба, ние воведуваме религиозност која што поробува. Поробува религијата. Затоа треба да се втемелиме во она што е пишано во Евреи 9 глава од 12 до 15 стих, вели вака: Христос принесе крв во најсветото место еднаш за секогаш, но не крв од јарци и јунци, туку ја принесе собствената крв и на тој начин за секогаш го обезбеди нашето спасение. Пазете, не со пролевање на наша крв, не со жртвување на јагне или некои други наши жртви, зејтини, свеќици, донации, евра и така натаму, не со наши залагање, туку со Исусовата крв за секогаш, пазете, за секогаш е обезбедено нашето спасение, кое што значи дека нема да го загубиш при првата грешка што утре ќе направиш. Разбираме ли? Ако според строгиот религиозен систем луѓето телесно се исчистува попрскувајќи се со крв на јарци и бикови, со пепел од јуници, колку повеќе тогаш може да постигне крвта на Христос? Преку вечниот Дух тој се принесе себе си како совршена жртва пред Бог. Неговата крв ја исчистува нашата совест од дела што водат во смрт, за да му служиме на живиот Бог. Христос умре за да ги ослободи од казната оние што сгрешија и го прекршија Стариот Завет. Така тој стана посредник меѓу Бог и луѓето на еден нов завет, преку кој сите што се повикани од Бог ќе го примат вечното наследство што Бог им го вети. Амин. Денес јас ви се обраќам да ви кажам дека христијанството не е религија, бидејќи како што спомнав, религијата наместо лична поврзаност со Бога, религијата промовира обвинување. Притисок дека никогаш не е доволно и дека никогаш не правиш доволно за Господа и дека никогаш не си достоен за Бога. Да, тоа ќе беше така ако ние го немавме Христос. Така ли е? Но сега кога го имаме Исус Христос за наш Господ и Спасител, за наш застапник, посредник, не треба да го негираме неговото откупително дело кое што го изврши на крстот со тоа што ние ќе практикуваме религија преку Мојсеев закон, кое што представува легализам и хула кон Господа. Дали разбирате? Многу луѓе повеќе преферираат да постат за да ја исчистат својата совест, да прават жртви за да се приближат и оправдаат кон Господа, а не се свесни дека на тој начин го погазуваат откупителното дело кое што Исус го изврши на крстот. Амин.
Сите ние само заради Христос сме оправдани и сме направени Божја праведност, која што го пишува во 2 Коринтијани 5 глава 21 стих. Значи, ние сме Божја праведност преку Христос и пазете, со нашите дела ниту можеме да ја постигнеме таа Божја праведност, но исто така не можеме ниту да ја расипеме Христовата праведност со нашите дела. Затоа на нас се останува само да откликнеме кон неговата покана, да го примиме во нашето срце. Поканата доаѓа од Таткото Небесен. Жртвата е обезбедена и фактички нас ни се дава правото да откликнеме на тој повик, да веруваме и да го примиме Исус Христос Божиот Син за наш личен Господ и Спасител, а со тоа започнуваме да живееме новородени, оправдани деца на Господа. И таквото живење не е според законот и според покорување на одредени правила преку кои што ние мислиме дека ќе се искупиме пред Господа и дека ќе достигнеме повисоко место во рајот до Него. Туку започнуваме да живееме според водството од кого? Од Светиот Дух. Ако ние не го прифатиме тој благодатен начин на живење, одново се паѓа во религија, во робство на грев, во робство на закон и ние кои што еднаш за секогаш сме спасени, оправдани, осветени, сами одново навлегуваме во практикување на легализам, како да го немаме Светиот Дух, како да го немаме Христос, како да сме мртви, а притоа живи. Денес има многу говорители кои што го бранат наводно Светото Писмо и страната на Бога. Но за да се покажат теолози кои што промовираат праведност и светост Божја, тие учат дека ние тоа треба да го постигнеме со наши дела. И најчесто тоа се луѓе кои што живеат горделливо, кои што се лицемерни. Зошто велам така? Затоа што ако можеше праведност и светост да се постигне со нашиот стил на живот, со нашите воздржувања и слично, тогаш немаше да има потреба Христос да дојде во тело и да не избави од робството и на телото, и на гревот, и на законот, и на светот, и на ѓаволот. Така да Бог промисли и обезбеди начин како ние да бидеме избавени, како да живееме во спасението, и тој негов план тотално се оствари преку кого? Знаете, преку Христос. И затоа велам, не бива да се занемари делото на Христос, туку нашата вера да се втемели на тоа што Христос го направи, а не на тоа што ние би требало да направиме или на тоа што ние не сме направиле, за да се спасиме и за да се оправдаме во Божите очи. Ова е таа реформација која што треба да се живее како победа, бидејќи неправилното верување ќе донесе пораз во вашиот живот, а правилното верување ќе донесе победа во животот. Така ли е? Е сега, дали Бог сака ние да живееме како робови? Дали сака Господ да сме тажни, да сме болни, да сме бедни, да сме недостојни? Се разбира дека не. И затоа треба да видиме што е Божја волја за нас. И тоа го пишува во Римјани 5 глава 17 и 18 стих, вели вака: ако смртта завладеа преку престапот на само еден човек, колку повеќе оние што ја примиле Божјата изобилна благонаклоност и подарената праведност, ќе завладеат со животот во полна сила, повторно по заслуга на еден единствен човек, Исус Христос. Значи, како што еден престап доведе до осуда на сите луѓе, така преку едно праведно дело дојде до оправдување што им носи живот на сите луѓе. Значи, преку Исус што се случи? Дојде оправдување за сите нас, кое што ни носи што? Ни носи живот на сите нас. Пазете, оние кои го примиле изобилието на благодата Божја и дарот на праведноста, ќе царуваат или ќе владеат во животот преку Исус Христос. Сакаме да царуваме, да владееме?
Сакаме да се чувствуваме дека можеме и да дозволиме Светиот Дух да не води, да газиме над водите, да ги стивнуваме бурите во животот што се појавува. Тогаш треба да разбереме дека нашиот повик не е во просечно христијанство религиозно, туку во надприродно живо христијанство. Амин. Така да Бог сака да царуваме над секоја ситуација, над секоја болка, болест, деструктивност ли е, зависност ли е, бедност ли е, слабост ли е, односно да владееме над сето она кое што не спречуваше да го имаме, да го примаме тој изобилен живот кој што Исус ни го вети и го исполни за нас, жртвувајќи се на крстот. Амин. Затоа денес променете го мислењето дека сте бедни, променете го впечатокот дека сте пациенти, дека сте слаби и немоќни и заменете го тоа со Христос во вас. Бидејќи посилен е Бог во вас отколку оној во светот. Променете го својот идентитет и размислувајте на начин на кој што Бог сака да живеете. Нели во Светото Писмо вели дека ние сме праведност Божја во 2 Коринтијани 5:21. Така? Оно што не знаеше за грев, Бог го направи грефта ние преку него да се здобиеме со Божја праведност. Нели е така? Нели сме ние Божјо дете според пишаното во Евангелие по Јован 1 глава, каде што вели сите оние кои што поверували и го примиле стануваат Божји деца. Нели е тоа пишано дека сме Божји деца? Нели е пишано дека сме спасени според Римјани 10:9-10? Нели е пишано во Филипјани во 4 глава 13 стих се можам преку Христос кој ми дава сила? Така? Прашањето е зошто тогаш да се негува немоќта во себе? Зошто да се негува во вас, внатре, во вашата душа, во вашето срце, немоќ? Нели е пишано во Римјани 8 глава дека нема осудување за оние кои што се во Христос Исус и одат не по телото, туку по духот? Тогаш зошто се судите себе си? Денеска ви го поставувам тоа прашање. Не сте ли свесни дека кога се судите себе си, тогаш сте во позиција да ги судите и другите луѓе? А на тој начин заземате позиција и вие да бидете осудени, вие кои што сте ослободени од судење. Ти кој што си во Христос, не знаеш ли дека си оправдан? Ако знаеш, тогаш нема да се судиш ни себе си. Ако не се судиш себе си, нема да ги судиш ниту луѓето. Ако не ги судиш луѓето, нема ни да бидеш осуден. И зошто не си осуден? Затоа што Христос те оправда. Сиот суд Он го прими наместо тебе и заради тебе, врз себе си. Амин. Во Евреи 10 глава 12 до 18 стих вели: но тој Исус принесе само една жртва за гревовите и за секогаш седна оддесно на Бога и чека натаму додека неговите непријатели бидат поставени за подножје на неговите нозе. Зашто тој со едно принесување ги направи совршени. Ги направи совршени за секогаш оние кои се осветуваа. А и Светиот Дух ни сведочи за тоа, откако рече: ова е заветот кој ќе го склучам со нив по оние денови, вели Господ. Ќе ги положам своите закони на нивните срца и ќе ги напишам на нивниот ум и за нивните гревови и за нивните беззаконија нема веќе да си спомнувам. А каде има проштавање за нив, таму нема веќе приноси за грев. Амин. Значи, за секогаш си направен совршен преку она што Исус го направи за тебе. За секогаш си направен совршен ти кој што се осветуваш, покривајќи се постојано со крвта на Исуса Христа. Штом се покриваш и се облекуваш со Божјата праведност преку пролевањето на крвта Исусова, тогаш важи делото што Исус го направи за тебе. Еднаш за секогаш се принесе, за секогаш да те направи совршен. Ти во телото дека си не можеш да имаш совршено однесување, бидејќи телото тегне кон своето.
Но ти не си месото, ти не си телото, ти си духовен човек, новороден. И во Божите очи преку Христос, Бог те гледа на духовен начин, во духовен аспект, и тоа што го говори крвта Исусова, тоа што го говори Божјото дело е дека ти си заради Христос направен совршен. Исус изврши се за нас. И затоа ние го разгласуваме неговото дело како радосна вест и ги каниме луѓето да се помират со Бога, нели е така? Јас што ви велам? Заменете го менталитетот на робството со менталитетот на праведноста, кој што ни е овозможен заради Христос, преку кого станавме ново создание и ја соблековме старата грешна природа, облековме нова природа. Така ли е? Прашањето е, како сега да служиме на Бога со овој победнички менталитет, како ние да носиме плод за слава на Бога, кога се е завршено на крстот? Исус се изврши, кажа се сврши, се заврши. И секое Божјо ветување во Христос е да и амин. Ако тоа е така, а така е, тогаш како ние сега треба да носиме плод за слава на Бога? Светото писмо вели, Авраам му поверува на Бог и Бог му ја препиша неговата вера како праведност. Кај луѓето, кога некој вложува свој труд, наградата што му се дава не представува подарок, туку плата, туку обврска. Но пред Бог, оној што не се потпира врз својот труд и постигања, туку што верува во оној што ги оправдува грешниците, неговата вера му се смета како праведност. Римјани 4 глава, 3 до 5 стих. Ова значи, ако работиш нешто или вршиш нешто за Бог, тогаш тоа значи дека Бог треба да ти плати за тоа што си го извршил, за да не ти доложи. Но Бог никогаш не должи никому, нели е така? А пазете што вели стихот. А оној кој не работи, односно не се потпира на својот труд и залагања, туку верува во Бога кој што ги оправдува безбожниците или грешниците, верата ќе му се засмета за праведност. Односно е оправдан таквиот човек според верата, а не според побожноста и религиозноста. Затоа Павле вели, дури своето тело да го дадам да се изгори на клада, ако љубов немам, ништо не сум, ништо не ми ползува. Тогаш како да се даде плод за слава на Бога? Како да се роди тој плод во нашиот живот? Одговорот е еден ист. За секогаш. А тоа значи преку пребивање во Христос, кој што е вистинската лоза. Во Јован 15 глава вели, останете во мене како јас во вас. Како што прачката не може да роди плод сама од себе ако не остане на лозата, така ни вие ако не останете во мене. Јас сум лозата, а вие сте прачките. Кој останува во мене и јас во него, тој дава многу плод, зашто без мене не можете да направите ништо, вели Исус. Без мене не можете да направите ништо. Да останеш во Христос или да си сврзан со Христос, со Него, да пребиваш во Него, значи да си во течение на Светиот Дух, да си воден од Него, а за да го овозможиш тоа, треба да го тргнеш законот. Океј? Зошто ви го велам тоа? Затоа што таму каде што е буквата нема слобода и не му се овозможува Светиот Дух да броди, да действува. Зашто буквата убива, а Светиот Дух оживува. Затоа и Исус нас не повика. Вели во 2 Коринтијани 3:6, тој не оспособи да го представуваме неговиот нов завет, не стар завет. Не да кажуваме на луѓето, ако не се покаеш, ќе умреш, ќе тркнеш во пеколот. Не на тој начин. И мора да правите разлика. Кога ги учеше Исус и кога се обраќаше пред да биде умрен на крстот распнат за нас, се уште имаше влијание од законот. Но Исус кога умре, ја пролеа својата крв и воспостави нов завет токму со таа негова крв. И стариот застари, воспостави нов завет.
Од тој момент искупителното дело он го исполни и вели во Словото, тој не оспособи да го представуваме неговиот нов завет. Тоа не е завет од пишани закони, туку од Светиот Дух. Стариот начин преку пишаниот закон води кон смрт, а новиот начин преку Светиот Дух дава живот. Ние не сме под законот, туку под благодат. И секој од вас, секој од нас, кој што делува дека е плоден, нели, успешен во животот, и тој плод го раѓаш, го носиш, зрееш, го зрееш да порасне плодот, тогаш вложуваш своји усилби, своји залагања. И таквиот плод кој што ќе го изнесеш е телесен. Тој телесен плод кој што го раѓаш во животот носи земска ДНК. Додека секој еден од нас кој што носи плод како резултат на пребивањето или личниот однос со Христос, таквиот плод ќе остане. И таквиот плод ќе биде со трајна вредност, бидејќи ќе носи божествена ДНК од Светиот Дух. Значи има разлика да вршиш нешто од свој труд и залагање и да вршиш нешто кое што доаѓа директно од Бога. Затоа што Господ е тој кој што прави во нас да посакуваме да правиме добро. Многу луѓе сакаат да ги запазат Божите закони за да бидат праведни. И на тој начин произведуваат дела, или би рекол плодови на телото, што се прељуба, блуд, омраза, ерес, пијанство, додека плодот на Светиот Дух, знаете кој е, нели? Тоа е резултат на животот што ние го имаме во Христа, кој што е вистинската лоза. Амин. И така исто како што дрвото природно ќе дава, нели, и добри плодови кога тоа е добро наводнето, кога е добро поставено на сончева светлина, така и христијанинот ќе дава добри плодови без при тоа да се труди, кога добро ќе биде потопен со Словото на Божјата милост и кога ќе биде доволно изложен на сонцето на Божјата љубов. Така ќе раѓаме плодови за слава на Бога. Во 1 Коринтијани 3 глава 11 до 15 стих би рекол, запишете си, бидејќи е важно, никој не смее да поставува друг темел, зашто тој е веќе поставен, а тоа е Исус Христос. Вели, врз тој темел некој ќе зида со злато, со сребро или со скапоцени камења, а друг со дрво, со сено или со слама. Но ќе дојде ден кога сечие дело ќе излезе на видело. Секое дело на секој христијанин ќе биде проверено низ оган, за да му се утврди вистинската вредност. Ако делото издржи, градителот ќе добие награда. Ако пак делото изгори, градителот ќе се соочи со голема загуба. Ќе се спаси, но како некој што поминал преку оган. Амин. Значи Исус Христос е нашиот темел, така ли е? А на тој темел некој ќе зида со злато, сребро или скапоцени камења, така, скапоцени камења. А друг што ќе гради? Со сено, дрво и слама, така е. Значи секое дело ќе излезе на виделина, ќе биде проверено низ оган, за да му се види вредноста. Да се види колку е тоа вредно и вистинско. Сега, ако делото, вели, издржи, следува награда. Што е наградата, драги мои? Што е наградата од Господ за делото кое што ќе издржи? Не. Наградата е што тоа дело што е трајно, всушност нема да изгори, туку ќе устои. Тоа е наградата. Ќе се одржи тоа дело што е правилно градено со скапоцени камења, со злато и со сребро. Во прашање не е вашето спасение овде. Бидете внимателни. Во прашање не е спасението. Вашето спасение нема тука сомнеш дека го имате. Огнот нема да ја допре вашата душа и вашиот духовен човек. Но, се уште вие ќе си бидете во Господа, само ако вашето дело е правено од дрво, слама, сено, нема да ви остане вашето дело, кое што толку многу сте се труделе да го создадете за Негова слава, нема да отпаднете од Господа, ама делото нема да ви устои. Сега, што е дрвото, што е сламата, што е сеното, што тие представуваат? Дрвото е секогаш човештвото, телесниот труд на човекот.
А сеното и сламата, знаете ли што се? Тие се поврзани со трева, бидејќи доаѓаат од трева, нели? И поврзани се со тревата во символика на човечкиот животен век, кој што знаеме дека не е долг, така? Во Псалм 103, 15-16 стих вели: дните на човекот се како трева, како полски цвет, така прецутува тој. Ке дувне ли над него ветар и веќе го нема и местото негово веќе не го памети. Така да секое дело ќе биде проверено низ оган. Ако вашата служба, вашето молење, вашето застапување, вашето проповедање или евангелизирање, ако вие го изградите на човечко залагање, на ваш перформанс, на ваш напор, на човечка слава, човечки аплауз, тогаш ќе биде како дрво, како сено и како слама. И ќе изгори. Но ако ние сите сакаме да градиме, да изградуваме со злато, сребро и скапоцени камења, тогаш треба поинаков пристап. Водство од Светиот Дух. Без Светиот Дух не можеме да го живееме овој живот. Златото во Библијата знаете ли што представува? Ја представува Божјата праведност. Среброто знаете ли што представува? Го представува искупувањето или откупителноста. Сега, ако вашата доверба е секогаш во завршената работа на Христос, ако тука ја положите вашата вера, тогаш божествената праведност која е дар на благодат, врз основа на таа завршена работа на Исус, ќе даде плод. Ова значи да размислиме. Каква е нашата служба за Бога? Дали е изградена со дрво, слама, сено или со злато, сребро и скапоцени камења? Што тоа значи? Тоа значи да гледаме кон сите луѓе како да се златни, со Божја праведност покриени, а не распадливи. Односно, тоа значи да гледаме преку очите на Христовата праведност, а не да се фокусираме на маните, слабостите и луѓето да ги удираме таму каде што се повредени. На луѓето им треба лекар, не судија. Тоа значи да гледаме преку очите на Христовата праведност, без да се фокусираме на слабостите и маните. Да действуваме преку среброто, односно преку Исусовото откупително дело за нас. И да градиме со скапоцени камења. Тие скапоцени камења во Библијата ги гледаме кај првосвештеникот во Стариот Завет, во неговата одежда, облеката. И на срцето имала една плоча со 12 скапоцени камења, кои што ги представуваат Израелевите племиња. Денес знаеме дека тој првосвештеник, кој што се застапува за нас пред Бог Отецот, е Исус Христос. И во центарот на неговата љубов, во центарот на неговото срце, сите ние сме како скапоцени камчиња, кои што блескаат во неговата слава, кога ја имаме неговата љубов, што се излева во нашите срца преку Светиот Дух. Така да ние сите сме во срцето на Исус. И тој ни рече: по љубовта ќе позна дека сте мои ученици, не по деноминација, дали сте протестанти, православни или католици. По љубовта ќе позна дека сме негови ученици, така ли е? И Светиот Дух постојано не потикнува кон таа љубов на Исус, бидејќи, како што реков, без љубов ништо не сме. Така да со Исусовата љубов храмот е исполнет од Бога. Амин. Треба да направите разлика. Постојат храмови Божји, но едни се оние храмови каде што има мртвило, бидејќи таму владее што? За законот, така. А другите храмови се живи храмови, бидејќи во нив оперира Светиот Дух. Во Словото пишува дека нашето тело е храм на Светиот Дух. Амин. И кога сме во Исусовата љубов, Божјото присуство на Светиот Дух се манифестира низ нас со таа љубов. И тогаш дури ние сме спремни, сме во ситуација да им проповедаме на луѓето колку тие се скапо платени преку Христос
И колку и тие може да бидат скапоцени, како скапоцени камчиња на неговите гради, на градите на Исус, каде што апостолот Јован ја потпре својата глава и се ослони на неговата љубов. Дали разбирате? Ако ние проповедаме благата вест преку со законот, ние не сме го постигнале она што треба. Светиот Дух ни вели да ја проповедаме радосната вест за Христос, но тоа е невозможно без Исусовата љубов. Кога го правиме тоа, ослонети на градите на Исус, базирајќи се на она што Исус нас го направи за нас, на неговата љубов за нас, а не на нашата љубов за него, тогаш појдовната точка на нашата служба во споделувањето на радосната вест за таа благодат Божја, појдовната точка е дека сме ние скапоцените камчиња на градите на Исус. Само како скапоцен кога ќе се искусиш, кога ќе сватиш колку си скапо платен, само тогаш можеш таа скапоценост да ја пренесеш на останатите и да им кажеш дека навистина може да искусат преобразба, целосна реформација во нивниот живот, ако го примат реформаторот на сите времиња, а тоа е нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Така да градиме со злато Божјата праведност, со среброто кое што е Божјото откупително дело Исусово извршено на крстот, и со скапоцените Божји камчиња, така ли е? Сите ние кои што сме повикани и сме благословени да бидеме сол и светлина, да ја изразуваме таа Божја љубов и благодат. Она кое што сакам на сите вас да ви го пренесам оваа вечер за денот на реформацијата, кој што е на 31 октомври, а ние вечерва го направивме бидејќи е викенд и е добро време за секој да има можност да го процесира ово што го слуша, ви го објаснувам со едноставни зборови. Кога вие се борите во вашиот живот да се исцелите, тогаш исцелувањето преку раните Исусови го тргате на страна. Кога вие се потпирате со вера дека сте веќе исцелени преку раните Исусови, тогаш дозволувате тоа исцелување да се манифестира во вас, да се пројави. Дали разбирате? Кога вие се борите во вашиот живот да надминете зависност од цигари, алкохол, дроги, коцкање и различни други работи, тогаш вие наводно сте спасителот и правите како да не ви треба спасител. Но кога ќе кажете: Господе, Твој сум, Ти се предавам, мене не ме определува гревот, мене ме определува Твоето дело на крстот, бидејќи Твоето дело на крстот е поголемо од мојот грев. Тогаш започнува промена. Тогаш започнуваш да искусуваш ослободување, царување кое што ти дава да го осетиш како царско влијание врз искушението што те мами, било за цигара, било за алкохол, коцкање, мастурбација и што и да е. Кога вие во вашиот живот се борите за себе си, за вашата правда да блесне, тогаш само егото и гордоста ќе ви пораснат. Само лицето ќе го изложите и ќе ве болат шамарниците, оти никој нема да ве почитува. И колку повеќе сакате почит и сакате да докажете, толку повеќе ќе бидете омаловажувани. Бидејќи се уште ќе ве боли и ќе дозволувате телесноста во вас да ве води. Но во моментот кога ќе те удрат по едниот образ и ќе го завртиш другиот, а тоа значи во моментот кога ќе дозволиш Бог да се застапи за тебе и да се бори за тебе, Бог да зборува наместо ти да зборуваш, луѓето колку и да зборуваат денес дека си лош, недобар, Бог ќе им посведочи во срцето, утре ќе те фалат. Ама кога ќе те фалат истите што денеска те колнат, мразат и озборуваат, не заборавај дека славата треба да му ја оддадеш само на Бога. Кога ти се снабдуваш себе си, не дозволуваш Бог да те снабди.
Тоа значи ако се плашиш дека ќе немаш да платиш рата за кредит, кога се плашиш дека нема да имаш до крај на месецот, ти плашејќи се фаќаш уште една работа и ако може и од овде, без да си свесен дека веќе мамонот те фатил под мишка и те води. Не велам да не сте домаќини. Ама вие заборавате ли дека Бог е тој кој што од малку прави многу, од неможното прави да е возможно? Од колку риби и лебови нахрани 5000 мажи? Од колку риби? И колку леба? Што направи? Ги насити сите кои што дојдоа да слушаат. И беа огладнати и остана уште 12 кошници остана. Зарем заборавате дека Бог е Бог на чудата и дека тој е снабдувач? Така да кога ќе престанеш да се снабдуваш и да правиш концепции, од овде ќе земам, тука ќе турам, од овде земе тука тури пред тој кога ќе заборавиш тоа да го правиш, тогаш браната небесна ќе се отвори и Бог ќе те обдари. Научете се да му дозволувате Бог да биде навистина лидер, Господ, цар на престолот на вашиот живот. Зашто ако тоа се вашите грижи, ако тоа е вашето его, ако тоа се вашите слабости, ако тоа се вашите што и да е, за се може да сте поразени. Ама не сте така повикани да живеете. Во Христос имаме победа. И таа победа настапува кога навистина ќе ја прифатите поразеноста над сатаната, над сиромаштијата, над болката, над болестите, над смртта. И кога ќе го видиш Исус, дека е прв и последен, кога ќе видиш дека тој е централна оцка на твојот живот, кога ќе го осознаеш тоа, ќе му дозволиш да те придвижи по водите, над морињата, тогаш секој ден ќе гледаш чуда и на снабдување, и на застапување, и на твоја праведност, на сето она што Господ веќе го стори за сите нас. Видете, Господ мене многу ме сака. А вас? Дали си ти уверен како мене да кажеш Господ ме сака? Колку? Бескрајно. Така е. Ако ти си уверен дека Бог те сака, тогаш нема да копнеш луѓето да те сакаат. Знам јас дека луѓето мене не ме сакаат. Ама знаете што? Па што? Затоа што да сакам да ме сакаат, ќе угодувам на луѓе. Ама ако угодувам на луѓе, нема да можам да го следам Словото. Кој што угодува на луѓе не може да му угоди на Бога. Ама ако му угодувам на Бога, тогаш сум неприфатен за луѓето. И тоа значи некогаш да си обележан, некогаш да си на маргините, некогаш да си лажно обвинуван, осудуван и во прв момент боли. Меѓутоа, знаете како? По едно време отрпнуваш. А знаете кога отрпнувате? Кога веќе разбирате дека вашата душа, вашето срце не се наситува веќе со земска и човечка љубов. Кога сета празнина во вас ќе се исполни со полнотата на Божјата љубов и кога осознаете дека Господ совршено и бескрајно ве засака, тогаш веќе не ви е толку важно луѓето да ве прифатат и сакаат. Исус рече, ако мене ме гонеа и вас ќе ве гонат. Ако нашиот живот на земјата значи и гонење, значи и минување низ одредени борбени ситуации, значи и страдание, то не значи дека ние не искусуваме победата на Христос. Затоа што нашата победа на Христос не е само за овој свет и за овој живот, туку е таа победа за цела вечност. Изборот да му служиме, да прифаќаме, да одиме по него и тој да не води, значи навистина дека благодата во вас действува. И затоа секој ден се соочуваме со тој избор.
Што ќе ме води во животот? Што ќе ме движи денес? Стравот ли, депресијата ли, грижата ли, оние закани кои што доаѓаат за економски кризи ли? Што ќе ме води во животот? Ќе ме води Светиот Дух, кој што постојано во моето срце зборува дека јас сум скапоцено Божјо дете, дека јас сум праведност во Христоса, дека јас сум помилуван и дека јас сум Божјо дете и дека имам Божјо наследство кое што е нераспадливо. Можеш ли да кажеш јас сум Божјо дете? Божја праведност во Христос. И јас веќе не живеам, туку Христос живее во мене. А животот што сега го живеам во телото, го живеам со верата во Господ Исус Христос, кој што ме возлюби и се предаде себе си за мене. Јас сум победник заради Христовата правда, заради Христовата победа на крстот, заради тоа што Исус го изврши совршеното откупително дело за мене. И јас сум Христово совршено ремек дело. Слава ти, Татко Небесен, во името на Исуса Христа ти оддавам слава што ја објавувам оваа вистина што ме ослободува од секоја заблуда. Ти благодарам, Господе, што не гледам назад, туку само напред, што го држиш мојот фокус и моите очи кон Тебе, Исусе, кој што си зачетникот на верата плодоносна и победничка. Фала ти, Господе, што ти го заврши сето тоа за мене, за јас сега само да го разгласувам и да го доживувам од ден во ден, од благодат врз благодат, за Твоја слава. Халелуја! Слава ти, Татко Небесен, во името на Исуса Христа ти оддавам слава и чест. Халелуја! Халелуја! Ова што го слушаме вечерва не е само реферат кој што требаше да се исполни за празникот. Ова што го слушаме вечерва е поттик за реформација на системот на нашето верување и да не е тој базиран на паричка бутни во банкоматот за да добиеш прошка. Покај се за да ти биде простено. Ти се каеш само кога осознаваш за тоа што Исус направи за тебе. Тоа е благодата на Господа. Кога ја примаш благодата, таа благодат те тера да се покаеш. И ти си опростен не заради твоето многу големо каење, туку си оправдан заради големото Исусово дело на крстот. Ти си помирен со Бога не заради твоето постење 40 дена што гладуваш. Твојата совест е исчистена со крвта на Исуса Христа. Твоето помирување со Бога е заради делото на Исуса Христа, не заради твоите постапки. Христијанството не е перформанс. Христијанството не е глума на совршените, наводно совршени луѓе. Христијанството е жива релација со Господа. Движење од Светиот Дух, кој што постојано не потикнува да ја споделуваме радосната вест и да го исполнуваме сето она што му е мило на нашиот Татко Небесен. Амин. Халелуја.